пат ми е во утринската и навистина ми е драго што го имаме Таско во нашето студио да зборуваме малку и за оваа популарна музика кај младите, поточно хип-хопот е популарен и кај младите и кај повозрастните, но трап стилот дефинитивно завзема, ако го кажеме нели така, завзема навистина голема популарност и голем дел кај оние нови изведувачи кои што и на Балканов прават музика која што им се допаѓа претежно на младите, но ја слушаме нели сите. Добро дојде, Таско. Добро ве најдов, фала на поканата. Или Христијан Тасковски, ајде официјално, пошто во утринска. Иначе сите те знаат како Таско, така да верувам. Фала на поканата. Одамно не сум бил утринска, ти кажам право, па. Така, што си истегна сега? Она што го знам ја, ти рано будец си. Уште утринско, ме фаќа тоа малце мрзата утринска, ама добро, ќе помине. Да стануваш рано? Да. Да, така. Практикувам да станувам рано, последниве неколку месеци баш и тоа. Сега, не знам, за некои луѓе може би е рано, за некои може би е касно, негде 7-7 и пол веќе сум на нос. Тоа е тамански, да го почнеш денот, да го фатиш денот, затоа што и рано се стемнува. А кога си во комбинација со настапи, а ги имаш? Па зависи. Мислам, веќе и биолошкиот саат, во тоа темпо како се навикнав да станувам сега порано, така може да се забегам едно саат, два максимум, ама плюс минус тука сум. 7 до 9 сум на нос. Така, ја спомнавме оваа трап музички стил во нели хип-хопот, веќе не знаеме ни како да го дефинираме. Нема жанр веќе, што викам ја, само има добра и лоша музика. Да. Како во кратки црти е стартот и приказната со нели музиката која што создаваш, која што најде навистина кај голема популарност претежно кај младите, и имаш навистина голема армија од обожаватели и оние кои што секојдневно чекаат нешто ново од тебе. Генерално ние бевме една генерација што фативме некој звук на музика, да речеме, и ти го имаш фатено сигурно, она од 50 Cent, па G-Unit генерацијата цела, па после дојде Lil Wayne, па после Тайга се појави и на крај Дрейк е сега на врвот на таа музичка естрада. Така да неколку генерации фативме како што се развиваше таа музика и идовме на многу нови стилови кои што ни влијаеа на нас за да направиме некој наш бран и наш вид на музика технички. Не е наш, дојде не од западот, меѓутоа ние го направивме некако на македонски и луѓето што го слушаа на англиски веќе беа навикнати да го слушаат и го слушнаа на македонски беше кул, ова топ, ова е исто како тоа што го слушаме на англиски, можеме и тука кај нас да го правиме. И до ден денеска тераме. Но терате за среќа ги има социјалните мрежи и тие канали каде што може да ја пласирате музиката, затоа што претежно нели се работи за таа музика, си носи текстови кои што не се баш за нели експлицитни и спотови кои што исто така, но нели се што е експлицитно ново, младите се лепат на тоа, така. Кажи ми колку тоа ви помогна, ви одмогна што не сте присутни, да речеме, во оние официјални медиуми, нели телевизијата и радиото. Претежно вашите спотови со исклучок на некој не можат да се вртат на медиуми. Генерално како да ти кажам, не привлече доволно внимание за да оние луѓе што веќе го имаа видено тоа за да се свртат према нас, а и оние што веќе го немаа видено и што одбиваа веќе им беше пред очи, па мора да дојдат и да рече чекај моци дечки, ова не е за на телевизија, ама добро е за тоа што го правите за на YouTube или за било каде. Привлеговме доста внимание, мислам со самото тоа што сакавме да правиме музика и долго време и работевме на тоа и дојде еден момент кај што решивме чекај моци дај ќе вадиме својот што го имаме и тука се привлече доста внимание каде што веќе медиумите веќе не можеа да ни избегнат, затоа што тука веќе имаш ука-бука кои се деца, прават многу прегледи, прават многу, ги бараат по настапи, а ние не ги знаеме. И некако тука влеговме и во тој медиумски дел, така. Сакале некеле моравте да речам милитантно на некој начин, така. Да. Еден од ретките кај нас кој што нели пазарот не е мал и кој што од пред известно време имаш навистина убава соработка, еве конкретно со оние кои што работат во Србија и кои што нели создаваат музика за целиот Балкан, она што сега се слуша и се пласира. Дел си од тимот на Раста кој што денес му е роен, среќен роен Раста. Нека му е среќен, му гледав некој интервју, тој живеел во Косово, има навистина тажна приказна, нели, што се несува до неговото детство, но некоја следна прилика кога ви дојде овде, ќе ја зборуваме и овде. Можете да режија малку да го пуштите тој спот и таа соработка, последно нешто. Да, тоа беше последната што ја извадив со Раста, пред тоа извадивме со Цвија една песна. Исто така докажан артист во Србија и долгогодишен, мислам, текстописец и музичар на српската естрада. После тоа нели со Расти искочи песна во исто, мислам со него имам скроз окей однос, човекот не знам како ти го објаснам.
неговото студио, каков е тој Не, договор? back and forth сме тука, јас сум Македонија, он у Србија, па кога ќе отидам таму некогаш, мислам конкретно тајна е снимана во неговото студио и во таа атмосфера. А спотот работа на водно кај нас, на крстот. Да, па тоа беше приказната да се прикажат убавите страни на пример на Скопје, некои делови да речеме некои гето елементи малски и на пример клучните моменти на Скопје што е крстот на водно, кој секој турист, например, што ќе дое, сака да се качи гори да го види. Додека од друга страна, тој во Белград си ги покажа тие клучни елементи, нели, као туристички атракции, плюс тоа мало во кое што израсам, да. И така е некој баланс на целиот тој микстейп, така е некој концепт, цел, каде што е развиен за тие спотови, за тие песни. Колку еден изведувач од Македонија може да се пробие на тој пазар таму? Сведоци сме на, нели, присуство од посебно од српската сцена, гостувања овде, а имаме квалитетни деца, еве едно такво, кое што нели те препозна и работиш со нив. Да, колку можеш ти да Имам настапувано еднаш, мислам еднаш. Имам настапувано по неколку пати во Белград, меѓутоа конкретно да правиме мовет за настап по долгометражен, да речеме, настап. Да, во клуб кој што имаш, да речеме, овде цело вечер. Да, имам настапувано во клуб и мислам реакцијата на луѓето беше прекрасна. Они ги знаат нашите песни. Јас да стварно не знам кој е стигмата за тоа дека србите не разбираат, скрос не разбираат, ги пеат сите песни на глас, поготово хитовите Солина што ми е не валјала, Дукати и ред други песни кои што ги имам, кои што така се малце попопуларни, ги пеат, се журкаат. И најдов на супер реакција од нив. И верувам дека ќе успееш, нели, со работа и со хитови, тие бариери се прескокнуваат. Јазичната бариера веќе не е толку голема, да речеме, не е толку голема граница затоа што на пример на крајот од денот јазикот, музиката денеска се гледа. Значи музиката повеќе не се ни слуша, таа се гледа. Визуелно како ќе ти го представам јас тоа што сум го снимил, така ти ќе ја сватиш песната и без да ти кажам нешто. Така. Многу настапи имаш и верувам и следниот период се закажуваат. Оно што е интересно ќе настапиш на концертот на ДНК, па да ги спомнеме еве во оваа прилика. 20 годишнина на ДНК кај нас на естрадава се долго време. Клучен фактор се за создавањето на многу артисти од нашава сцена, нели и во самата музичка култура на нашата македонска естрада. И чест ми е огромна што ќе бидам гостин на нивниот 20 годишен концерт на едно такво збиднување и се надевам дека ќе си поминеме супер. Да. Не те прашувам што ќе има нова, како ќе има нова, знам дека ќе има и прилика повторно да се видиме во нашето студио, во нашата утринска, и во утринска конечно да представиме и на малку повозрастните. Се разбира во кој правец се размислувам од идејата. Така, одлично.